Сестри, расказ од Джеймс Джойс. Овој пат му немаше спас. Тоа беше веќе трет пат како се парализира. Секоја вечер поминував покрај неговата куќа, беше распуст и гледав во осветлените прозорци. Секоја ноќ забележував дека е осветлено на истиот начин, со рамномерна, слаба светлина. Ако умрел, си помислив, ќе го здогледав рамномерното треперење на пламенот од светите, на темните завеси, бидејќи знаев дека секогаш палат две свети покрај главата на покојникот. Често ми велеше, нема да ме има уште долго на овој свет, но јас ги сметав овие зборови за безсмислени. Сега веќе знам дека имаше вистина во тоа. Секоја вечер, загледан во прозорецот, тивко го повторував зборот парализа. И секогаш овој збор ми звучеше чудно, како и зборот гномон кај Еуклид или зборот Симонија во катехизисот. Меѓутоа, овој пат ми звучеше како име на некое зло или грешно суштество. Ме исполнуваше со страв, но јас сепак посакував да и се доближам на таа парализа и да го видам нејзиното смртоносно дејство. Кога слегов на вечера, стариот Котер седеше покрај огнот и пушеше. Додека војна ми му ја ставаше кашата од овес во неговата чинија, како да се навраќаше на некоја стара забелешка, рече: не би рекол дека беше, но имаше нешто извртено во него. Имаше нешто загадочно и мрачно во него. Почна да пувка од своето луле, очигледно ги подредуваше своите мисли во главата. Здодевно старо будалиште. Кога го запознавме прв пат, умееше да биде прилично интересен, ни раскажуваше за кондензацијата и разладните спирали, но набрзо ми стана здодевен со неговите бескрајни приказни за рибарите. И имам јас своја теорија за тоа, рече тој. Мислам дека беше еден од оние чудни случаи, но тешко е да се објасни. Продолжи да си пувка, не откривајќи ја својата теорија. Војко ми ме забележа како гледам, па ми рече: ете, твојот стар пријател си замина. Навистина тажна вест за тебе. Кој? Прашав јас. Отец Флин. Зар умрел? Господинот Котер току-што не извести. Минал покрај неговата куќа. Знаев дека ме наблюдуваат, па продолжив да јадам небаре веста воопшто да не ме засега. Војко ми почна да му објаснува на стариот Котер. Тој и момчево беа големи пријатели. Знаете, стариот го научи на многу работи, а велат дека и стариот во него имал многу надеж. Господ нека и се смилува на неговата душа, побожно рече војна ми. Стариот Котер некој време гледаше во мене. Чувствував како ме проучува со неговите ситни тркалезни црни очи, но не сакав да му угодувам со тоа што ќе го кренам погледот од мојата чинија. Тој пак повторно му се врати на своето луле и простачки плукна во решетките на огништето. Не би сакал моите деца премногу да се занимаваат со таков човек, рече тој. На што мислите поточно, господине Котер? Праша војна ми. Мислам дека тоа е лошо за децата, рече стариот Котер. Според мене, момчето треба да се остави да трча и да си игра со своите врсници, а не да биде тука, нели имам право, Джек? Се согласувам, му одговори војко ми. Самиот нека научи да се снаоѓа во животот. Тоа му го зборувам на овој калуѓер. Треба да се движиш. Навистина, кога јас бев детиште, секој утро се капев во студена вода и зиме и лете, а тоа ме држи и денес. Образованието е многу убава работа, не велам дека не е. Господинот Котер би можел да се послужи со парче бут од овца и се обрати на војна ми. Не, никако, одбиваше стариот Котер. Војна ми го донесе печеното месо и го стави на масата. Но господине Котер, зошто мислите дека тоа не е добро за децата? Праша таа. Тоа е лошо за децата бидејќи се подложни на влијанијата, рече стариот Котер. Кога децата ќе видат некои такви работи, тоа дејствува врз нив, остава трага. Ја наполнив устата со каша, плашејќи се да не го истурам својот гнев. Здодевен стар малоумник со црвен нос. Таа ноќ заспав доцна. Иако бев многу лут на стариот Котер,
кој што за мене зборуваше како да сум дете, сепак се измачував со тоа да го одгатнам значењето на неговите недовршени реченици. Во темнината на собата ми се чинеше дека повторно го гледам неговото оловно, сиво лице, додека беше парализиран. Се покрив со прекривката до врвот на главата и се обидував да мислам на Божиќ. Но сивилото на неговото лице и понатаму ме прогонуваше. Шепотеше, а јас сватив дека сака нешто да ми довери. Почувствував како душата да ми тоне во некоја пријатна и грешна сфера. Тука го сретнав повторно. Ме чекаше. Почна да ми се исповеда со придушен глас, а јас се прашував зошто непрекинато се смешка и зошто устните му се многу влажни од плунката. Но потоа се сетив дека човекот умре парализиран и почувствувал дека јас нему немоќно му се смешкам како трговец кого со реликвии го ослободувам од неговите гревови. Изутрината, по појадокот, отидов до малата куќа на улицата Велика Британија. Тоа беше скромен дуќан под името на неодредена фирма Галантерија. Галантеријата главно ја сочинуваа детските чизмички и чадори. Во работните денови на излогот обично стоеше огласот "Пресоблекуваме чадори". Сега огласот не се гледаше, бидејќи капаците беа затворени. На алката на вратата имаше црна лента. Две сиромашни жени и малиот разнесувач на телеграми го читаа огласот. Јас им приидов и прочитав. 1. јули 1895 година. Пречесниот Джеймс Флин, поранешен парох во црквата Света Катарина на улицата Мит, на возраст од 65 години. Нека почива во мир. Откако го прочитав огласот, се уверив дека е мртов. Тоа ме возбуди затоа што сватив нешто ме запирало. Ако не беше мртов, ќе отидов до неговата мала темна одаја за дуќанот и ќе го затекнав како седи во фотелјата покрај огнот, завиткан во својот зимски капут. Може би војнеме ќе ми дадеше едно пакетче бурмут за него и тој подарок би го раздрмал малку од примамливата дремка. И секогаш го претурав бурмутот во неговата црна кутија, додека рацете многу му се тресеа, така што сигурно половината од бурмутот му се истураше на подот. Дури и кога ќе ја подкренеше големата растреперена дланка кон носот, облачиња прав му паѓаа низ прстите врз капутот. Тоа се случуваше можеби токму од бурмутот насобран во текот на седмицата. Неговата стара свештеничка облека беше позеленета и избледена, бидејќи немаше никаква полза од црвеното шамиче кое беше потемнето од дамките бурмут насобрани во текот на седмицата, со кое се обидуваше да ги истресе испопаднатите отпадоци од бурмутот. Сакав да влезам и да го погледнам, но немав храброст да тропнам. Полека се оддалечив од сончевата страна на улицата, попатно читајќи ги огласите по излозите на продавниците. Ми беше чудно тоа што ниту јас, ниту тој ден не бевме расположени за тагување, па дури ме погоди тоа што во себе го открив она чувство на слобода, како не баре неговата смрт да беше разрешила нешто. Тоа ме изненади и како што ми рече Вујко ми претходната ноќ, тој ме научи на многу работи. Се школувал во ирскиот семинар во Рим и ме научи правилно да ги изговарам зборовите на латински. Ми раскажуваше за катакомбите, за Наполеон Бонапарта и ми го толкуваше значењето на црковните обреди и различните облеки што ги носат свештениците. Понекогаш се разонодуваше поставувајќи ми тешки прашања, прашувајќи ме како треба да постапи човек во одредени ситуации или дали таквите гревови се смртни или за простување или се само недостатоци. Неговите препрашувања ми покажуваа колку се сложени и таинствени некои црковни обреди кои секогаш ми се чинеа едноставни. Обврските на свештениците во однос на тајните на причестувањето и исповедувањата ми изгледаа толку многу сериозни, па дури и се чудев како воопшто некој имал храброст да се нафати на нив. И не се изненадив кога ми рече дека црковните отци, толкувајќи ги овие заплеткани прашања, напишале толку многу книги, дебели како што е поштенскиот именик и печатени толку ситно како судските огласи во весниците.
само за да ги разјаснат сите тие замрсени прашања. Честопати, кога не можев да најдам никаков одговор, или пак кога ќе кажев нешто глупаво или неодредено, тој само ќе се насмееше и 2-3 пати ќе кимнев со главата. Понекогаш знаеше да ме наведе да рецитирам некои делови од мисата, која поради него ја научив напамет. И додека мрморев, тој замислено се смешкаше и кимаше со главата, повремено истурејќи овде-онде големи количества бурмут во едната, па во другата ноздра. Кога ќе се насмевнеше, ќе ги откриеше своите крупни пожолтени заби, испружувајќи го својот јазик на долната усна. На почетокот, пред да го запознаам подобро, таа негова навика кај мене предизвикуваше чувство на непријатност. Додека одев на сончевата страна на улицата, се сетив на зборовите на стариот Котер и понатаму се обидував да си спомнам што се случило понатаму во сонот. Ги запомнив долгите кадифени завеси и некоја старомодна висечка ламба. Се почувствував како да сум бил некаде далеку, во некоја земја на чудни обичаи, како да сум бил во Персија. Меѓутоа, крајот на сето тоа не сум го запомнил. Во приквечерината, војна ми ме одведе на посета кај нажаленото семејство на починатиот. Сонцето веќе си отишло, но низ прозорските окна завртени кон запад се гледаа многу темно-зелени облаци. Нани не пречека во преддворието и бидејќи беше незгодно да ја вика силно на увото, војна ми само се ракуваше со неа. Старицата прашално погледна на горниот кат на куќата и откако војна ми потврдно кимна со главата, таа појде со нас, со напор искачувајќи се по тесните скали пред нас. Незината наведната глава едва и се надвисуваше над оградата. Застана да се одмори и охрабрувајќи на нам, мавна со раката кон отворената врата на собата на покојникот. Војна ми влезе, а кога забележа старицата дека се колебам, повторно ми мавна со раката. Влегов на прсти. Низ рабовите на завесата од тантала, низ собата, се разлеваше златната полусветлина, каде што светите изгледаа како бледи, тенки, пламени јазичиња. Тој беше ставен во ковчегот. Нани прва клекна пред нозете на креветот од покојникот, а по неа клекнавме и ние двајцата. Се преправав дека се молам, но не можев да ги приберам мислите. Ми пречеше мрморењето на старицата. Забележав дека здолништето ја невешто закопчено и дека под петиците на незините влечки од каенина беа излижени само од едната страна. Си помислив дека стариот свештеник во мртовечкиот ковчег се насмевнува, но не се смееше. Кога се исправивме и кога се доближивме до предниот дел на креветот, видов дека ја нема насмевката на неговото лице. Лежеше таму крупен, достоинствен, облечен како за проповед, а неговите големи дланки лабаво го држеа требникот. Лицето му беше мощно огрубено и сиво, со црни шупливи ноздри обраснати со ретки побелени влакненца. Во собата се чувствуваше тежок мирис на цвеќе. Се прекрстивме и излеговме. Во собата ја затекнавме Елиза, која достоинствено седеше во неговата фотелја. Го поминав патот од столот до аголот на собата, на која што вообичаено седев, а Нани дојде до комодата и изнесе шише шери и неколку чаши. Го остави сето тоа на масата и не понуди да земеме по една чаша вино, а потоа, на знак од незината сестра, таа налеа шери во чашите и не послужи. Настојуваше да земам и бисквит, но ја одбив, плашејќи се дека со крцкањето ќе ја разбијам тишината. Изгледаше малку разочарана поради тоа што ја одбив и тивко отиде до софата каде што седна покрај својата сестра. Молчевме, зјапавме во празното огниште на каминот. Војна ми почека Елиза да воздивне, а потоа рече: "Ах, ете, тој отиде во поубав свет." Елиза повторно воздивна и потврдно кимна со главата. Војна ми ја допре својата чаша, а потоа малку отпи. "Дали мирно?" праша таа. "Ох, сосема мирно, господјо.
рече Елиза. Не се знае ни кога го испушти последниот здив. Имаше лесна смрт, фала му на Бога. И се... Отец Орорк беше кај него во вторникот. Го миропомаза и го подготви за се што требаше. Значи, знаеше дека сосема се помири со судбината. Изгледаше сосема спокоен, рече војна ми. Тоа го рече и жената која дојде да го избања. Рече дека изгледал како да заспал, многу смирен и спокоен. Кој би помислил дека ќе биде толку убав мртовец? Да, навистина, рече војна ми. Потоа отпи од чашата и додаде: во секој случај, господице Флин, сигурно е голема утеха за вас да знаете дека сте направиле се што било во ваша моќ. Можам да кажам дека двете бевте многу добри кон него. Мора да го признаете тоа. Елиза го измазни фустанот преку колената. Кутриот Джеймс, рече таа, Бог ни е сведок дека направивме се што можевме. Ние се трудевме ништо да не му недостасува за време на болеста. Нани беше ја потпрела главата на перницата на софата и изгледаше како да сака да заспие. Ете, и кутрата Нани, рече Елиза, и таа е преморена. Имавме многу работа јас и таа, додека најдовме жена што ќе го измие, па додека го подготвивме, па околу ковчегот, па додека ја закажавме службата во капелата. А не знам што ќе правевме да не беше отец Орорк. Тој ни го донесе сето ова цвеќе и овие два светници од капелата, ни го даде огласот за Freeman's General и се погрижи за сите документи кои се потребни за гробиштата и за осигурувањето на кутриот Джеймс. Зар не е тоа прекрасно од него? Рече војна ми. Елиза ги затвори очите и полека кимна со главата. Ах, никој не е како старите пријатели, рече таа. Кога ќе дојде крајот на се, кој ќе се погрижи за нашето тело? Без друго, тоа е вистина, рече војна ми. А сега, кога отиде во вечното блаженство, верувам дека ќе си спомнува за вас и за вашата добрина кон него. Ах, кутриот Джеймс, офна Елиза, никогаш не ни беше товар. Во куќата не се слушаше повеќе отколку што се слуша сега. Сепак, знам дека веќе го нема и затоа, дури откако сето ова ќе помине, тогаш ќе се почувствува неговата загуба. Знам, рече Елиза, веќе нема да му ја носам неговата чинија говецка супа, ниту вие, Господјо, ќе му испраќате бурмут. Ах, кутриот Джеймс. Подзапре како не бара да се враќа со мислите во минатото, а потоа доверливо рече: знаете, јас забележав дека нешто чудно се случува со него во последно време. Кога и да му донесев супа, ќе го затекнев потпрен во фотељата, со отворена уста, со молитвеникот паднат на подот. Таа го стави прстот на носот, се намурти, па продолжи. Но и покрај се, постојано зборуваше дека еден убав ден, пред крајот на летото, ќе излезе со кочијата само за да ја посети старата куќа во која сите сме родени, долу во Айриштаун, и дека мене и Нани ќе не поведе со себе. Кога би зеле една од оние модерни кочии кои што не прават врева, за кои што ми изборуваше отецот Орорк, онаа со ревматичните тркала, само на еден ден, тамо кај Џони Раш, па сите тројца да се поврземе во некоја неделна вечер. Само на тоа мислеше. Кутриот Джеймс. Господ нека и се смилува на неговата душа, рече војна ми. Елиза го извади шамичето и си ги избриша очите. Потоа го врати во џебот и се загледа во празното огниште. Секогаш беше многу совесен, рече таа. Обврските на еден свештеник беа премногу тешки за него. Освен тоа, во животот, како што велат, го следеше несреќа. Да, рече војна ми, тој беше разочаран човек, се забележуваше тоа. Во малата соба завладеа тишина и јас тоа го искористив за да отидам кон масата и да го вкусам своето шери, а потоа тивко се вратив на столот во аголот. Елиза сосема беше потонала во некои своји мисли. Со големо разбирање чекавме да се прекине молчењето и по долга пауза таа прозбори: оној путир кој што тој го скршил. И така започна се. Се разбира, велат дека тоа не било толку страшно, дека бил празен, но сепак велат дека момчето што го носел било виновно.
но кутриот Джеймс толку многу се вознемирил Бог да го прости. Значи тоа е тоа, и рече војна ми. Сум слушнала нешто. Елиза климна со главата. Тоа му го заматило умот, изјави таа. Потоа почна да тагува, не зборуваше со никого и скиташе како осаменик. Така, една ноќ кога им беше потребен на некои луѓе, па никаде не можеа да го најдат. Го бараа насекаде, а немаше никаква трага од него. Тогаш клисарот предложи да видат во капелата. Ги изедоа клучевите, ја отворија капелата, па клисарот, отец Орорк и уште еден свештеник пребараа со светилка. И што мислите? Тој беше таму, седеше сам во темнината на својата исповедница, сосема буден и како сам за себе тивко се смееше. Таа од ненадеж застана како да наслушува. Наслушував и јас, но во куќата ништо не се случуваше. Знаев дека стариот свештеник спокојно почива во својот ковчег, како што забележавме, достоинствен и суров во смртта, со празниот путир на градите. Елиза продолжи да раскажува. Целосно буден и како да се смееше самиот со себе. Тогаш, се разбира, кога го видов таков, си помислив дека со него нешто не е во ред.